Катастрофална година за македонското земјоделство. Организиран откуп нема, а она што се откупува се зема по минимална цена. Земјоделците со последни сили се борат за својата екзистенција. Велат за до година, кај многу култури ќе се намалат посеаните површини. Дали наредната година ќе продолжите со одгледување на сливи? Вака ако продолжи, не верувам. Немаме само трошкови правиме, унапред си даваме парите, некои не може взимат под земјоделските на пишанка, па не може да си ја платат и тешко. На лошите владини политики први на удар беа производителите на бостан и домати, а веднаш по нив и производителите на пченица. Висината на откупната цена на лебното зрно беше причина и за неколкудневна конфронтација помеѓу земјоделците и надлежните. Цената се движи од 7 до 8,5 денари. 8,5 денари со вклучен ДДВ. Имаме информација дека и до 11 денари се плаќа во зависност од хектолитрите. Својот глас го дигнаа и одгледувачите на сливи. Богат род, но без откуп. Само во Делчевско и Радовишко над 12.000 тони сливи ќе скапат по нивите. Овоштарите тврдат дека лошата организираност во ресорното министерство ќе им ја проголта овогодинешната заработувачка. Нема организација. Само што мислам од промени што настана, се поназад се оди и поназад. Кажа и ветова дека ќе биде подобар живот, не подобар живот, полош живот испана. Ние не можеме со што сме фарлиле по 1000-1500 евра пари, наши готови, не може да си собере нашите пари. А па камоли да живеем до година. Ако мислят на тај начин да живеат, они да правят да нас земјоделците и да не лажат, нека се откажат така неспособни. Годинава дополнителен удар земјоделците добија и од климатските непогоди, но за жал, тоа што успеаја да го спасат од невремето, им го лапна неорганизираниот откуп.